Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за една тема која што е многу актуелна у овој период и ќе биде се поактуелна, затоа што доаѓаат месеци кога температурата малку се симнува околу нулата и тоа е одличен предуслов за да почне онаа загаденост и онаа конфузија и паника што луѓето ја создаваат поврзано со тие честички PM10 и PM2,5 честичките. И оно што сакав денеска да го позборуваме, да ви помогнам да си ја зголемите свеста и пред се да знаењето околу тие честички и таа загаденост и да ви помогнам да можеби не толку паничите во врска со овие неколку параметри со оваа појава, затоа што овие честички и последиците кои што може да ги нанесат овие честички, ние луѓето си ги правиме секојдневно во многу поголеми размери од тоа што самите честички на годишно ниво гледано по загаденост во Македонија ќе ги направат. И на што всушност мислам? Не значи дека не треба да се направи регулација на загаденоста во нашава држава и особено во главниот град во Скопје. И не значи дека не треба да се превземе нешто, затоа што PM10 честичките и PM2,5 особено се знаат да бидат доста опасни, затоа што особено кај деца и луѓе кои што имаат хронични болести, од причина што можат да навлезат длабоко во белите дробови и дури да влезат во капиларите и да почнат да кружат низ кардиоваскуларниот систем, што дополнително го зголемува и ризикот од кардиоваскуларни проблеми, инфаркти, од оштетување на кардиоваскуларниот систем, од оштетување на респираторниот систем, тенденција за создавање на воспаление на бели дробови, ракови и така натаму, но од друга страна не знам колку сте свесни дека секојдневниот начин на живот кој што ние луѓето го имаме, многу повеќе носи ризици за овие работи кои што ги спомна. Во принцип, не може да се бунтувате за PM10 честичките и PM2,5 честичките, а при тоа да имате 15-20 кила вишок и да пушите по една кутија цигари, затоа што не може прво вие да не си го средите својот живот, а да барате некој друг за вас да го среди животот. Бидејќи обично луѓето секогаш знаеме да реагираме и да пренесеме вина на некој друг, бидејќи е полесно да обвиниме некој друг. Но гледано во малку по народски речник и како би ви го разглобил сето ова со честичките е дека и во највисоките концентрации на PM10 и PM2,5 честичките, значи дека, да речеме, ако PM2,5 честичките достигнуваат концентрација, не знам, и од 880, што е највисоката измерена во Пекинг, да речеме, за 2016 година, тоа значи дека во милиграми на PM2,5 честички, тоа ви се 14 милиграми на PM2,5 честички. Една цигара, ако испушите дневно, има 12 милиграми на PM2,5 честички, што значи дека општата загаденост во просека која земеме во Македонија, колку е на годишно ниво, тоа значи дека е право пропорционално со моментот и вие ако пушите нешто помалку од една цигара. Истата загаденост си ја правите на телото и на тој начин, истата загаденост се случува и во просечно на ниво на Македонија. Затоа сакам да ви појаснам некои работи и да пред се не можеби до тој степен ги паничите. Не значи тоа дека не треба да се превзема нешто и дека ова треба да се стави под тепих, но во секој случај стварно е бесмислено да тотално не внимавате на вашиот начин на живот, да не сте физички активни, да не внимавате на исхрана, да имате вишок на килажи и масти, да пушите цигари и да обвинувате дека некој друг ви е крив за тоа што ви го наштетува здравието и тоа е многу сериозно со загаденоста. Пак ќе речам, немојте да ме разберете погрешно, не дека не е сериозно, но сепак прво вие средете си го животот, затоа што да очекувате дека некој друг за вас ќе донесе поквалитетен живот е многу губитничка стратегија. Ако имате било што да додадете по оваа тема, слободно коментирајте, користете го и хаштагот #AskJosif и доколку некој од вас има да додаде нешто повеќе што би значело, како да кажам, вредност додадена и да биде напишано на појасен начин, разбирливо за нас народот, кој што можеби немаме многу познавања во овој дел со честички, загаденост и така натаму, слободно додајте било што мислите дека ќе помогне. И за оваа тема и денеска во оваа епизода имам толку да кажам. Се надам дека
ќе ви помогнам да размислувате во некоја подруга насока и да си превземете одговорност за вашите навики, за вашите резултати по тие навики и нормално останува да ви посагам здрави животни навики, да ви се заблагодарам за вниманието и времето и да се видиме во следна епизода. Чао, чао!